Денеска православната црква ги празнува светите маченици Евстрати, Аксенти, Евгени, Мардари и Орест, светата маченичка Лукија и свештеномаченикот Гаврил, патриарх српски. Светите маченици Евстрати, Аксенти, Евгени, Мардари и Орест. Овие 5 храбри мажи засветлиле како 5 сјајни звезди во темното време на христоборните цареви Диоклецијан и Максимијан. Светиот Евстрати бил римски војвода во градот Саталион. Евгени му бил другар во војската. Орест исто така бил угледен војник, Аксенти бил свештеник, а Мардари бил прост граѓанин и од исто место со Евстрати, односно и двајцата биле од градот Аравракин. Царските намесници Лиси и Агрикола прво го мачеле Аксенти како свештеник. Кога го видел невиното страдање на христијаните, Евстрати сам му се пријавил на Лиси и изјавил дека е христијанин. За време на мачењето на Евстрати, пред судијата застанал Евгени и извикал: Лиси, и јас сум христијанин. А кога го спроведувале Евстрати со останатите маченици низ градот Аравракин, ги видел Мардари од покривот на својата куќа, се опростил со жената и со двете слаби дечиња и потрчал по нив, викајќи им на мачителите в лице: И јас сум христијанин како мојот господин Евстрати. А на светиот Орсет му испаднал крстот од пазувите кога нишанел пред Лиси, пошто Лиси го познал дека е христијанин, што и самиот Орест повторно го исповедал. Орест бил млад и убав војник и во растот ги надминувал сите останати војници. Аксенти бил исечен, Евгени и Мардари завршиле во маки. Орест починал на усвитено железо, а Евстрати во огнена печка. Пред самата смрт, светиот Евстрати го причестил во затворот светиот Василий. Подоцна нивните мошти биле пренесени во Цариград и биле погребани во црквата со нивно име Свети Петочисленици. Во таа црква нив ги гледале живи, а светиот Орест му се јавили на светиот Димитри Ростовски. Од светиот Евстрати останала прекрасна молитва што се чита на саботната полунокница: Славејки те величам Господи. Светата маченичка Лукија Девица. Со својата мајка го посетила гробот на светата Агатија во Катанија, каде што и се јавила светата Агатија. Незината крвоточна мајка тогаш чудотворно се исцелила во црквата. Лукија го раздала сиот свој имот на бедните. Тоа го огорчило незиниот свршеник и ја оптужил кај судијата Пасхаси како христијанка. Лошиот судија наредил да ја одведат во блудно место и да ја осквернат. Но со силата Божја таа постанала неподвижна како за земјата закована и многу луѓе не можеле од местото да ја помрднат. Тогаш некој разлутен незнабожец и го забодил мечот во грлото и таа ја предала својата душа на Бога и се преселила во вечното царство. Пострадала во 304 година. Свештеномаченикот Гаврил, патриарх српски. Во страшното време на турското владење над Србија, овој голем иерарх отишол во Русија каде што учествувал на Московскиот собор во 1655-та. Кога се вратил, бил оптужен како велепредавник.
Покрај тоа, некои лоши евреи уште подигнале тужба против него за тоа што превел неколкумина евреи во христијанската вера. Во својата тужба, евреите навеле како тој работи на покрстување на турците, со цел да ја разлутат турската власт. Но бидејќи Гаврил за тоа не сакал ни да чуе, по затворањето бил осуден на смрт и бил обесен во Брус во 1659 година. Така тој отишол кај својот сакан Христос, од него да прими двоен венец, и како јерарх, и како маченик.